Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Само прашај. Кои се проблеми при купувањето и бариери за купување онлайн? Кој е нивото на дигиталните вештини на македонците во однос на европејците и балканците? Каков е прогресот на трговијата од страна на побарувачката? Колку сме подготвени за купување онлайн? Колку, што, колку често, од каде и во колкав износ се купува онлайн? Каков е прогресот на страната на понудата и колку се подготвени компаниите? Денеска ова е темата во емисијата Само прашај. Моја гостинка во студиото е Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. А во разговор ќе имаме и Нина Ангеловска. Предлагам како најава за темата да го погледнеме прилогот на колешката Анита Димитриевска токму на оваа тема. Купи лочила за сонце од продавница што се рекламирала на Facebook. Искеширал 130 евра, но наместо посакуваниот модел му испорачале ефтина копија. Кога прашал дали може да му ги заменат, не добил одговор. Ова е накратко приказната на скопјанецот Јован Лесански, но колкумина од вас ја почувствувале горчливоста на овие измами. Доставувачот од курирската служба вика не може да го отворите производот, господин, додека не платите, нема мене да ми го врата таму. Добро му платив на момчето, си го земав производот, го отпакував и внатре беше сосема друг различен производ од тоа што го побарав. Значи немаше врска никаква со тоа што го платив, а позамашна сума на пари платив. Се обидов да ги контактирам, немаше телефон, немаше одговор, им пишав на 2 пати, не ми одговорија и на крајот ме блокира, а после некое време видов дека и го смениле и името на ова, продаваат производи, ама можеби под друго име. Најчесто за овие измамници нема да најдете никакви податоци. Цените ги креираат таман толку пониски за да мислите дека ќе добиете врвен производ, а нема да платите ДДВ. Исклучително се љубезни додека ја креирате нарачката. Производот ќе го нарачате преку приватна порака откако ќе оставите лични податоци, а ќе ви го испратат на адреса со карго служба на која ќе и платите за да го преземете пакетот. Овие што се страници преку Facebook, каде што имињата не им ги знаеме, или им ги знаеме, така се слични или личат на некои познати продавачи, продаваат роба од сомнителен квалитет, нема декларација на македонски јазик, не верувам дека данок плаќаат, тоа се суви пари кои што ги добиваат, не плаќаат давачки, не знаеме кој стои позади нив и многу е важно да внимавате кога нарачувате дали доставувачот ќе ви дозволи да го отворите производот. Ако тој ви дозволи, има шанси да видите што ви пратиле, дали е тој квалитет или не е. Како Лесански, има многу граѓани кои биле измамени при купување на интернет. На профилите на социјалните мрежи ги споделуваат нивните искуства за да ги предупредат останатите. Некои од нив добиле дури и закани кога им пишеле на онлайн трговците дека ќе ги пријават. Детска облека ужас, си пратиле тоа што си имале, ни приближно тоа што порачав, ниту бројот, ниту моделот. Нормално сум блокирана, но еве да знаете. Ова е порачано, ова е добиено. Не го лажете народот. Крај со тебе, ке си добиеш, те чекаме од 3 компјутера да објавиш. Но не сите што продаваат онлайн се измамници. Има голем број на регистрирани фирми кои уредно плаќаат даноци, имаат банкарски сметки, контакт формулари, а издаваат гаранции и фактури за купеното. Затоа апелот на надлежните е секогаш да проверувате од каде купувате. Според анализата на Асоцијацијата за трговија, во 2021 година 46% од интернет корисниците во земјава пазареле онлайн, а најголемиот дел од нарачките не надминувал 50 евра. Најмногу се купувало облека, 67%, а високо на скалата котираат и козметичките производи, мебелот и испораките на брза храна. И сега како да бидеме внимателни, а да не создаваме параноја. Оштетени производи и производи со скриен недостаток се најчестите поплаки на потрошувачите.
Кога и како реагира Државниот пазарен инспекторат? Кога станува збор за онлайн продавниците, зборуваме за регистрирани онлайн продавници, каде што потрошувачот веќе ќе има доказ дека од каде го купил производот. Ако производот е оштетен, тој може да биде оштетен на неколку начини. Дали е оштетен испратен од страна на електронскиот трговец, дали е оштетен при транспортот или е оштетен од страна на самиот потрошувач, и тоа е многу тешко да се докажува. Затоа апелираме кога станува збор за електронска трговија, онака што не можеме да го видиме со голо око или да го опипаме, да внимаваме од каде купуваат потрошувачите, за да може понатака лесно да се пронајде трговецот доколку е регистриран, за да може производот кој што е оштетен да се врати или да се замени. Но зборувавме за регистрирани и нерегистрирани. Так. Кога и како постапува Државниот пазарен инспекторат за онлайн трговијата и кои се надлежностите? Каде можете, а каде не можете да За жал, многу ни се мали тие надлежности како Државен пазарен инспекторат, иако имаме толку многу други закони и подзаконски акти по кои што постапуваме. Меѓутоа, единствено по член 7 од Законот за електронска трговија, она кое што Државниот пазарен инспекторат може да го контролира и може да постапува по него. Што значи дека во тој член 7 точно пишува дека ние како институција можеме да постапиме само во случај ако електронскиот трговец е регистриран во централен регистар како и сите други останати фирми или правни субјекти. Што се случува со оние што сега имаме продажби на Facebook, да речеме? Така, токму до тоа и сакав сега да дојдам, се извинувам, значи што значи регистриран трговец? Тоа значи да има истакнато име на фирма, видливо секој потрошувач да може да го прочита. Адреса, контакт телефон, електронска адреса. Значи да може потрошувачот контактот да го остварува непречено и постојано со продавачот во електронската трговија. И тој трговец во електронска трговија треба да има, значи, финансиски импликации. Што значи дека треба да издава фискална сметка, како и секој друг трговец, треба да издава фактура, што значи дека потрошувачот кога ќе го купи производот, без разлика на каков начин е доставен, тој мора да има доказ од каде го купил тој производ. И затоа треба многу добро да се внимава, особено кај Facebook, кој што го споменавте, или Instagram продажбите, кои што се во овој период на пандемија, овие 3 години многу актуелни и доста развиени, да внимаваат од каде купуваат потрошувачите, бидејќи толку е голем број на нерегистрирани трговци да е тоа енормно. Меѓутоа, што значи да скратам, ако тоа е приватно лице кое што одлучило да продава на Facebook, вие имате контакт кој го испраќа тоа. Вие не можете да делувате како институција бидејќи не се регистрирани. Ако не е регистриран не можеме да делуваме бидејќи самиот потрошувач ќе нема ни доказ од каде го купил. Па, например, да речеме преку овие што се за достава компаниите кои ќе ви донесат, пишува кое е лицето кое ви доставува. Ама тоа е физичко лице. И вие не смеете за физичко лице да постапувате? Не, доколку не е регистриран, бидејќи физичките лица, ако се регистрираат веќе како трговци, може да биде трговец поединец, ама и тој е регистриран во системот. А вака не. Значи, со тоа се занимава Министерството за внатрешни работи. Јас овде ќе повикам дел од разговорот што го направивме со Нина Ангеловска од Асоциацијата за трговија и поранешна министерка за финансии, да видиме што вели таа за овие проблеми што се јавуваат во купувањето. Ако синонимот за поимот онлайн трговија кај нас треба да го бараме во една личност, тоа веројатно би било Нина Ангеловска. Добре дојдовте во емисијата Само прашај. Ајде на почеток, како би ја оцениле моменталната состојба на трговијата кај нас, имајќи ги на ум понудата, побарувачката, но и правилата по кои што се одвива? Ковид знаеме дека генерално потекна глобален, забрзан раст и развој на електронската трговија, како секаде во светот, така и кај нас, а како на страната на побарувачката, така и на страната на понудата. Ако погледнеме како се рефлектираше ова на македонската електронска трговија, тоа се рефлектираше во отприлика 3-цифрени стапки на раст во вредноста на транзакциите. Дополнително се рефлектираше во промената структура, значи значајно се свртаа, како тоа беше и глобално, кај нас значајно се свртаа сите граѓани кон домашните трговци во услови кога вие имате забрана за патување. Еве, просто, нели, ако не можеме да патуваме и да одливаме средства и да плаќаме кон сервисите за плаќање, авионски карти, хотели, едноставно, нели, повеќе природно се менува структурата и тоа се смени во полза на домашните трговци.
Сега после неколку години, враќање во нормала, нели, можеме да кажеме дека позитивно е што и понатаму македонската трговија бележи раст, секако со различно темпо и забавено, со оглед на големата база од која што нели почнуваме, односно од која што ја потекна ковид. А позитивно е што растот и понатаму продолжува, еве чисто да споделиме најнови бројки, согласно последните објавени податоци на Народната банка. Вкупната вредност на онлайн трансакциите реализирани во Македонија со домашни картички кон домашни трговци, исто така и со домашни картички кон надвор и со странски картички кон дома, значи тоа се трите критериуми во статистиките, изнесува 550 милиони евра во 2022, споредено со 2021, тоа е раст од 25%. Сега, како што викаме, дали се враќа полека во нормална, па нормално се променува структурата повторно, значи повеќе е растот кон надвор. Меѓутоа позитивно е што се уште со околу 70% во оваа вкупна вредност учествуваат домашните трговци, или во апсолутен износ тоа се работи за 394 милиони евра слеани кон домашните продавници во 2022 година. Сега колку е добро нели ова темпо, секогаш викаме дека треба да се споредуваме ние колку подобро сме перформирале во споредба со претходните години, меѓутоа треба да се споредиме и со другите за да видиме како се движиме. Така ако споредиме последни податоци за онлайн купувачи како процент од интернет корисници од Евростат се за 2021 46% од интернет корисниците во Македонија купиле нешто онлайн или нарачале. Тоа е соодветен нели прогрес споредено со претходно, меѓутоа ако се споредиме со другите земји од регионот и Европа, ќе видиме дека ние заедно со земјите од регионот сме некаде на дното на сите графици рангирани, по речиси на сите индикатори кои се поврзани или даваат слика за развојот на трговијата, што значи дека ова темпо не е баш задоволително, меѓутоа има поместување на страната на понудата и расте и бројот на трговци. Согласно последните податоци има околу 1900 регистрирани виртуелни посттерминали што процесираат нели плаќања, што се однесува до и купувачите, да кажавме, таа е последна бројка, очекуваме нови податоци од Државниот завод за статистика, се надеваме дека ќе биде некаков соодветен подобар исчекор, не само споредано со нас, туку споредано и со другите земји од регионот. Луѓето кои што прв пат пробуваат да го направат тоа, имаат резерва и можеби нашето искуство, барем со прилозите и со анкетата која што ја направивме, е веројатно оправдана. Што се случува со измамите? Да, мислам генерално луѓето се склони да веруваат нели во предобри сделки и сите сакаме нели да веруваме во нешто што се вика too good to be true. И сега една од работите е дека прво сами треба да гледаме за дали нештото може да му се верува или не. Имаше еден случај, ако се сеќавате пред неколку години, авиокомпанија за €1, не знам до каде патување, имаше многу измамени македонски граѓани, податоците од картичките им ги зеле, сега тоа е по некаков дефолт, дали може да се верува на таква сделка, дека такво нешто постои. Од друга страна, знаете, како што расте регистрираната трговија, така расте и нерегистрираната или сивата економија во трговија, која најчесто се манифестира на социјалните медиуми. Незадолжително мора да значи дека ако некој продава нешто на Facebook или Instagram, дека е тоа нерегистриран трговец, меѓутоа овој канал е пандан на во традиционалниот свет ако вие купите од било кој било каде. Не добиете фискална сметка, на лице место го гледате производот, го плаќате, си го носите дома и после се прашувате дома, го гледате дека е скршен или не ви се свиѓа или се расипал и прашањето е каде да се пожалам. И сега истото е и во трговијата, прашуваме каде се жалите во таков случај. Значи во случај ако купувачите не добијат фискална сметка, купат од некој кој што нити провериле, да речеме, рейтинг, ревју, сега барем е лесно во дигиталниот свет. Од една страна нели е лесно ако имате дигитални вештини, веќе знаете да ги препознаете, меѓутоа може да се прочитаат искуства на други лица, дали се позитивни, дали се негативни. Има начини да се провери, да кажеме, првото е нормално дали е реално да се верува на таа сделка, второто е да се провери каналот од кого се нарачува. Понатаму е да добијат фискална сметка, затоа што во тој случај ќе може да го остварат, ако самиот трговец не сака да им го врати производот, имаат каде да се пожалат, да речеме, со тој доказ. Затоа од пред известно време лансиравме и беџ за верификуван трговец, кој што го издаваме на компаниите, значи откако ќе ги провериме критериумите дека се усогласени согласно правилниците, тие добиваат беџ и купувачите може да го најдат овој беџ на нивните веб страни.
Дигитализацијата требаше да ни го олесни. И веројатно во одреден домен тоа и го прави, меѓутоа овде и дигиталната писменост на луѓето мора да биде на едно повисоко ниво, како и да е при секое купување, дури да е тоа и физичко, се јавуваат недоследности, проблеми, прашања и така натаму, особено кога купувате нешто што не можете физички да го видите, а сакате да го имате. Ајде да го погледнеме вториот прилог на колешката Анита Димитриевска, која ги праша граѓаните со какви проблеми се соочуваат, односно кои се прашањата кои што би сакале да ги упатат до институциите на оваа тема. Кога граѓаните ќе увидат дека се измамени на интернет, најчесто пријави доставуваат до организацијата на потрошувачи. Во последните 2 календарски години кај нив се пристигнати 420 пријави од граѓани за производи купени преку социјалните мрежи. Не заостанува ниту бројката на пријави до пазарната инспекција. Кај нив пристигнале 250. За жал, пазарниот инспекторат не може многу да помогне во овие случаи, затоа што имаат овластувања да постапуваат само во случаите кога станува збор за регистрирани трговци и доколку подносителот на пријавата достави и фискална сметка за купеното. Ме интересира како да постапам ако доставувачот на производот, кој што сум го нарачал преку интернет, не ми достави фактура или фискална сметка. Дали можам да го вратам или имам право на рефундација на средствата ако производот не е тоа што сум го нарачал. Најчесто оние кои продаваат преку социјалните мрежи не се регистрирани, не плаќаат даноци и гравитираат во сивата економска зона. Поради ова им се недостапни на институциите. Истото се случува и за нарачките купени преку меѓународните веб страници, кои што пазарната инспекција нема надлежност да ги контролира. Како да ги препознаеме продавниците онлайн кои не се регистрирани? Дали моите податоци кога ги оставам на интернет се заштитени? На Facebook ќе најдете најмалку 3 групи на кои што се споделуваат непријатни искуства со онлайн продажби. Граѓани се жалат дека продавачи им се закануваат ако јавно ги објават, а дури и ги заплашуваат дека располагаат со нивните лични податоци. Од тука е сосема легитимно да се праша како да се заштитиме. Јас како обичен граѓанин сакам да знам дали стражните органи имаат можност да ги пронајдат измамниците што стојат позади интернет продажбата. Скопската полиција евидентирала пријава од оштетен граѓанин кој што се пожалил дека производот кој што го нарачал и платил не соодветствувал со карактеристиките на производот кој што се рекламирал на Facebook. Единицата за економски и компјутерски криминал на МВР го документирала случајот и против измамникот е поднесена пријава за измама на купувачи. Според кривичниот законник, односно членот 248, за ова кривично дело е предвидена парична казна или затвор до 3 години. Барем овие примери, веројатно и вашето секојдневно работење покажува дека онлайн продажбата е во пораст. Така. Тоа значи дека се нижат и проблемите, барем од она што го гледаме, и нејаснотиите. Рековме, оставаме податоци за да знаат каде да ни испратат. Тоа значи, тоа се лични податоци, име, презиме, улица, број, телефонски, уште матични што не оставаме. Па не знам, некој може би тоа. Што значи кога некому ги доверуваме овие податоци? Колку се заштитени ако тоа го правиме во приватна порака во Facebook, Instagram? Токму тоа цело време постојано Државниот пазарен инспекторат го апелира јавно и транспарентно до сите потрошувачи да внимаваат од каде купуваат, од која електронска трговска страничка купуваат и пазарат. Значи, податоци лични секако дека не се заштитени ако вие доброволно и своеволно ги пуштате во секаква порака кај било кого. Значи, никој не ве натерал да ги пишете, сами ги пишувате. Затоа треба да се проверува каде ги доставуваме тие лични податоци. Значи, име на фирма или лицето кое што продава, контакт телефон, адресни податоци и имейл адреса или електронска адреса. Толку. За да се знае дека тој електронски трговец е регистриран. Тој е должен да ги истакне своите податоци. Ако веќе се купува од нерегистриран трговец, може би само како совет, бидејќи не е ваша надлежност, да се побара контакт од нив? Може би, не знам. Кои сте вие, со кого разговараме?
Контакт од кого? Од тој што е продавачот, не Никогаш нема да го каже контакт од продавачот. Да бидеме јасни, господинот во прилогот кажа, во првиот прилог, дека прво ги менуваат профилите, второ ги бришат профилите, со самото бришење автоматски и потрошувачот е изблокиран, па да не може да возврати, никогаш не оставаат контакт телефон, што е најтрагично, мислам, така тие се заштитуваат, така да мислам дека никој не би одговорил кој што е нерегистриран и сака да врши лесна заработка со истакнување на преубави производи со толку ниски цени, толку измамнички и заведувачки кон потрошувачите, да после тоа е многу лесно да се сокрие. Кои се вашите надлежности за меѓународната е-трговија? За жал, Државниот пазарен инспекторат е ограничен само на границите на територијата на Република Северна Македонија и ништо надвор од тоа понатака. Тоа значи дека ако нарачаме скап производ од Алибаба, дизајнерски од различни не познати, помалку познати страници, тоа значи дека не можеме вам да ви се пожалиме. Не на нас, претпоставам дека во земјата од каде што е продавачот. Имате ли некаква соработка, можеби, не знам, преку проекти, преку, не знам, начин на соработка, барем од Балканот, од соседните држави? Морам да напоменам дека има разлика во постапувањето со Законот за електронска трговија во земјите членки на Европската Унија и земјите кои што не се членки на Европската Унија и соодветно на тоа, да речеме, го спомнавте Балканот или Европа, Хрватска и Словенија ни се најблиску, како гранични земји, меѓутоа тие си имаат спроведено сосема слична, но поинаква правен начин на постапување по однос на електронската трговија. И Бугарија можам да ја земам како примерок, меѓутоа ние во иднина планираме да остваруваме многу подобра соработка со цел да ова електронска трговија малку добие поинаков начин на постапување, поинаков подем и развиток и се надевам дека на тој начин прво ќе се намали бројот на нерегистрирани електронски трговци или продавачи, а исто така и заштитата на потрошувачите ќе биде многу поголема. Кои се правилата за замена или сервисирање на производ? И сега повторно правиме разлика помеѓу онлайн и производи кои што ги купуваме од продавница, кај онлайн замената на производот може да се изврши само во случај доколку сме регистрирани трговци, е трговецот регистриран. Во случај да станува збор за производи кои што се купуваат од продавница, каде што потрошувачот лично оди и го купува производот, или го купил онлайн од страничка каде што веќе има продавница, која што има продавница, значи не е само електронска, како што се многу фирми кај нас, тогаш трговецот е должен да обезбеди сервис за одржување и поправка на производите кои што ги купуваат, затоа постои гарантниот лист, потоа поправка и снабдување со резервни делови за тој производ. Во гарантниот рок следуваат две поправки на производите. Во случај да не може да се направи поправката, трговецот е должен, односно потрошувачот има право да бара од трговецот да се замени со ист таков тип и вид на нов производ или пак да му се вратат средствата кои што се потрошени за тој производ. И бидејќи имаме подем на трговијата, што вели статистиката? Дали и трговците се вразумуваат? Како расте или се намалува бројот на казнети трговци? Има трговци кои што со помош на казна се научиле како треба да се постапува по закон. Има трговци кои што се доста заинтересирани кога се случуваат промени и измени на законите по кои што постапува Државниот пазарен инспекторат и тие гледаат да се насочат кон почитување на законот. Меѓутоа има и такви кои што никогаш не се научиле ни со казнување и повеќе кратно казнување да постапуваат правилно. Сега, кога ќе побарате одговор обично од институциите, најчесто може да се извадат на тоа дека немаме доволно кадар, па правиме тоа што можеме, правиме колку што можеме, колку вие како институција сте доволно на број за да ги обслужите граѓаните или барем да проверите дали има грешка онаму каде што се жалат. И ние немаме доволен број на инспектори кои што се на терен, меѓутоа и оној број кој што го имаме, така добро функционираме да таа бројка од 160 инспектори на територија на цела Република ја обслужува целата Република Северна Македонија. Гледаме да функционираме ефикасно, брзо, оноку колку што можеме, меѓутоа мора да разберат граѓаните дека освен Законот за заштита на потрошувачи, кој што најмногу го работиме, не смеа да заборава дека одлуките кои што ги донесува владата на Република Северна Македонија во изминатите 3 години е енормно голема, односно бројката е голема на одлуки. И тие инспектори треба да се клонираат за да можат да обслужат све. Меѓутоа, ние сме врзани со законски рокови за постапување
и секогаш одговараме пред инспекцијскиот совет, така да секогаш се грижиме да постапуваме во законски рокови и за се да бидат обслужени потрошувачите. Јас овде ќе предложам да го погледнеме и вториот дел од разговорот со господја Нина Ангеловска, па ќе се вратиме во студиото. Каков е профилот на македонскиот е-купувач? Па, македонскиот е-купувач генерално купува еднаш до два пати во 3 месеци, троши до 50 евра просечна по нарачка, најчесто купува домашни е-продавачи. Што се однесува до што купува, најчесто е тоа како на ниво на како европскиот е-купувач, облека, спортска опрема, електроника, а споредено со земјите од регионот најмалку купува или нарачува храна од ресторани, најмалку исто купува мебел и апарати за домаќинство. Ние направивме во анализата на е-трговија која беавме последната на минатогодишната пета конференција, го анализираме малце македонскиот е-корисник покрај купувачот, бидејќи интернет пенетрацијата односно околу 86% од населението од 16 до 74 години го користи интернетот и викаме добро, ако 46% знаеме дека купуваат на интернет, дај да видиме што друго прават луѓето кога се на интернет. Најчесто, односно први на графиците сме во користење на интернет за социјални медиуми, за телефонирање, видеоповици. Тука се некаде и земјите, да кажеме, од регионот по овие индикатори, додека најмалку се користи за праќање мејлови, за e-банкарство, за некој, да кажеме, барање наоѓање работа онлайн, за разгледување, за продавање онлайн и така натаму. Така да секогаш кога викам треба да се споредиме, тоа го кажувам заради овие индикатори, затоа што е-банкарство, например, имаме скок од 100%, ако користеле 15% во 2020, во 2021 користеле 31%, меѓутоа сепак и тоа не настава во некој ранг на средина дури споредено со другите земји од Европа, така да имаме уште долг пат. Што цели македонската е-трговија? Па сега јас како представник да кажам или како асоциација за е-трговија, нели сме гласот на македонската е-трговија, би рекла дека целиме кон забрзан раст и развој, поповолна клима, побрзо елиминирање на пречките кои стојат на патот на е-трговијата, бидејќи знаете гледаме дека имаме некое предвижување, дека има раст и развој, меѓутоа секогаш разговараме нели сега за темпото какво е. Целиме кон побрзо темпо дефинитивно. Секогаш може повеќе и подобро. И ви рекла, ако треба да кажам упростено во една реченица, целиме да дојдеме до момент да решаваме малце пософистицирани проблеми. Со години зборуваме за сивата економија, за бариерите и предизвиците кои стојат на патот. Некако се едни исти теми ни се провлекуваат, кои се, да речеме, нормални за ова ниво на развој каде што сме. Ако погледнеме развиените земји, тие се не дека немаат проблеми, каде и додиме во животот, и во приватно и на професионален план ќе има проблеми, туку ќе бидат од различна природа, како што доаѓаме во различни фази на развој. Кога три жени ќе почнат да зборуваат на тема, особено кога е тоа шопинг, па макар и онлайн, има многу муабет, ама и многу заклучоци кои што јас искрено се надевам дека ќе им бидат од некаква корист на граѓаните и на оние кои што се постојано, особено во доцните часови на своите мобилни телефони или компјутери и нарачуваат. Ајде да погледнеме накусо неколку заклучоци од сумирано од денешното издание на Само прашај. Граѓаните пред да извршат онлайн нарачка треба да ги проверат контакт податоците и останатите информации за компанијата или лицето кое ги продава производите. Граѓаните кои нарачуваат производи од интернет треба да ги заштитат своите лични податоци и да не го примаат производот без да им биде издадена фискална сметка или фактура. Државниот пазарен инспекторат може да постапи само ако се пријави трговец кој е регистриран и издава фискална сметка. При тоа трговецот треба да е регистриран на адреса поинаква од домашната, бидејќи инспекторатот нема надлежност да врши надзор во приватен имот.
Најчесто оние кои продаваат преку социјалните мрежи не се регистрирани и затоа не може да се пронајдат, ниту да се постапи по поднесена пријава против нив. Нема конкретен механизам со кој би се спречиле некои лица да креираат профили на социјалните мрежи или скриени зад лажен профил или назив на онлайн продавница да продаваат производи. Државниот пазарен инспекторат нема надлежност врз меѓународни пазари надвор од територијата на државата и затоа не може да постапува по претставки за нарачки од меѓународни веб продавници. Оваа емисија не значи да престанете да купувате онлайн, туку да бидете мудри купувачи. Тоа значи да знаете од кого купувате, кога нештото сакате да го имате. Купувате ли онлайн? Искрено да. Да. Ви го олеснува. И сум се зезнала. И сте се зезнали. Меѓутоа свесно. Само сакав да видам дали можам да го отворам производот, дали можам да го вратам производот. За чудо ми дозволија да го отворам производот. Го видов дека не е тој кој што сум го нарачала и го вратив назад, без да го платам. Ама тоа беше моја среќа. Тоа е ваша среќа. Тоа значи дека сте имале среќа и со доставувачот. Така, мимо работата каде што работам, значи зборуваме за лично искуство. Како лично искуство. Јас ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од емисијата Само прашај и се надевам дека што помалку ќе имате работа во однос на онлайн купувањето, а граѓаните ќе имаат што повеќе не среќа, туку ќе имаат можност да купуваат од регистрирани трговци и нема да имаат проблеми нормално финансиски загуби. Ви благодарам што бевте заедно со нас и во ова издание на Само прашај.